Ono namesti kako treba pa ovdje. Почитувани пензионери, добро вечер. Добро вечер, Битола. Вечерва се собравме да се обратиме до Сдружението на пензионери на Битола, Сојузот на Сдружението на Република Македонија и Министерството за труд и социјала на Република Македонија. Обраќањето е од незадоволните пензионери на општина Битола, Новаци и Могила. Напоменувам дека од овие општини незадоволни пензионери се нешто повеќе од 90%. Кој 90? Чашата се полни и се преполни. Не сега овие месеци, туку години назад, кога пензиите на сите нас во последните 5 години ја изгубија куповната моќ со поскапувањето на сите производи и воопшто потребите на домаќинствата. И последната капка да се прелее чашата беше последното не зголемување, туку мајтапење со нас пензионерите од 6%, кое се однесува на 1/3 од пензионерите, а пресметаните пари изнесуваат 700 до 1000 денари. Омалуважувањето кон нас пензионерите го поддржува надлежната министерка. Јас би рекла, не за социјала, Јована Тренчевска со незината во наводници весела математика, за нас пензионерите безобразна математика, дека можело да се живее со пензија од 12.000 денари. Ова за нас е невидена навреда од целата владеачка гарнитура, или што би рекла резил. Посебен проблем прави процентуалното зголемување, односно разликата помеѓу највисоката и најниската пензија, која ќе изнесува од 700 до 800%. И за ова викам резил. Исто така неосновано е сега, кога многу се зголеми тензијата од страна на нас пензионерите, неоснован е фактот изјавен од министерката Тренчевска и премиерот Ковачевски дека нема пари во буџетот за зголемување на пензиите. Затоа, ние пензионерите, кои протестираме веќе 1 месец, прашуваме како имаше пари за разни непотребни прослави, манифестации, организации, на разни конгреси, советувања и така натаму, како и пари за енормно голем број советници, за отпочнување на проекти за изградба на патишта, кои не се почнати, а веќе се потрошени милиони евра. За пеналите кон фирмите, конкретно Бехтел и Енка, кои изнесуваат 220 милиони евра, а тоа се доволни средства за една годишна исплата од 3.500 денари на сите пензионери. Од наведените факти, министерката Тренчевска и премиерот ќе речат дека ова е политички протест, а ние
Уште еднаш кажуваме дека не е ова не е политички мотивирано и не е привилегија на ниедна политичка партија. Ова е крик и тоа како жалнобујка, како револт на сите пензионери од Република Македонија. Денес околу 335.000, од кои 2/3 со своите пензии не можат да ги покријат основните трошоци за живот. Напоменувам дека потрошувачката кошничка е 55.000 денари, а 2/3 од пензионерите земаат од 9.300 до 18.000 денари. Институциите до кои се обраќаме немаат воопшто, би рекла, сожалување за огромен број пензионери кои што поради стечаите во транзицијата и разни околности предизвикани во државата без нивна вина останаа без плата и сега без пензии или со минимални пензии. Ова е една од причините што бараме минимална пензија од 18.000 денари. Оваа група на пензионери е казнета во транзицијата и сега повторно како пензионери. Уште еднаш енергично изјавуваме дека барањата на пензионерите од Битола, Новаци и Могила не се политички мотивирани, не се барања на ниедна политичка партија, туку се барања на пензионери кои што не можат да ја покријат голата екзистенција. Затоа сме единствени во барањата. Прво, линеарно зголемување на пензиите од 3.500 денари кои ќе влезат во основица за понатамошна пресметка на пензиите. И најниската пензија да биде 18.000 денари. Ова е став на Одборот за организирање протести на пензионерите од општина Битола, Новаци и Могила и нема да се промени до исполнувањето на нашите барања. Тоа се линеарно покачување на сите пензии од 3.500 денари и најниска пензија од 18.000 денари. Затоа, сите пензионери да се обединиме, да живее Македонија!